Добар ден, почитувани! Започува уште едно ново издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Понекогаш бракот и покрај сите напори на партнерите не може да успее и разводот е неизбежен. Но кога партнерите се родители, тога ситуацијата е покомплексна. Како влијае разводот на бракот врз децата? На која возраст тие најмногу страдаат поради одлуката на родителите да се разделат? Како влијае манипулацијата после бракот врз детското ментално здравје и оттуѓувањето на детето од еден од родителите? Имаме многу работи за кои што денеска ќе дискутираме на тема развод и деца со доктор Камелија Симеонова, детски психијатар, семен и системски советник во Аџибадем, Систина. Разговорот ќе го погледнете по рекламниот блок. Кога мирисот на пролетта и сонцето се енергија. Кога секој километар во лето значи сила и истрајност. Кога есенскиот дожд е инспирација за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Без разлика на возраста, секој може да биде жртва на врсничко насилство. Многу често жртвите не бараат помош и живеат во страв. Да научиме да помагаме и да бидеме тука во најтешките моменти за нив. Само заедно можеме да се избориме и да создадеме здрава иднина за сите. Крени глас против врсничкото насилство. Посетете го сајтот kreniGlas.mk. Општествено одговорна кампања на Мак Петров. Te diré lo que sé. Desafortunadamente no es mucho. Sé que vivía cerca del mar, en un lugar llamado Puerto Palma. Encontré que la señora Columba está robando dinero de la empresa. Mucho gusto a los que no conocía formalmente. Yo soy Lola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Kika le va a hacer muy bien tu compañía. Así que vas a tener que pagar por esto. Непобедлива љубов. Денеска во 13:40 на Телма. 13 величенствени. Вело Марковски, Билјана Ванковска, Стевчо Јакимовски, Томе Николовски, Бујар Османи, Господин Поповски, Максим Димитриевски, Ѓорги Манасков, Арвен Таравари, Мерсиха Смаиловиќ, Зорица Цветковска, Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. Кој ќе успее, а кој нема да собере 10.000 подписи? Дали доколку имате можност, дополнително би предложиле некого за председателски кандидат? За кого сигурно нема да го дадете вашиот глас? Црвена линија со Тина, веднаш повестите во 15 часот и 30 минути. Партнерите кои се родители кога ќе одлучат да се разведат, понекогаш чувствуваат вина и грижа на совест, бидејќи не знаат како разводот на бракот ќе се одрази врз менталното здравје на нивното дете. Размислуваат за долгорочните и краткорочните последици, а за сето ова денеска ќе поразговараме со денешната гостинка, доктор Камелија Симеонова, детски психијатар, семен и системски советник во Аџибадем, Систина. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден.
Добар ден, Марија. Ви благодарам на поканата. Секогаш е чест да се биде ваш гостин и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Доктор ке вела дека разводот на бракот е еден од најстресните животни искуства, една голема психолошка траума представува за сите членови на семејството и се споредува со доживувањето при смртта на некој близок член од семејството. Дали е тоа секогаш така? Па, Марија, отворивте на многу важна тема и разводот е нешто кое што навистина гледаме дека е поприлично зачестена појава помеѓу партнерите. И она што вие прашувате дали е слична на смртта, јас ќе ви кажам дека дури никогаш семејните членови го доживуваат и пострашно од самата смрт, заради тоа што смртта сама по себе носи момент каде што ние ги идеализираме оние кои што повеќе не се меѓу нас и им даваме баш почит за нивното постоење во нашиот живот. И загубата, односно смртта на блиските членови, секогаш е поврзана со некои ритуали на оджалување, кога го нема покојниот, ние се собираме, правиме помен, правиме погреб, се собираме со семејните снаги и слично со социјалните контакти кои што ги имаме. За разлика од него, разводот не нуди процес на оджалување, а во степенот на болка е тука некаде. И станува уште потежок заради тоа што се губи социјалниот аспект на партнерите кои што биле во тој брак. И она што децата го доживуваат е дека ако родителот го нема, они се сеќаваат дека родителот ги сакал, дека правил најдобро за нив. А ако партнерите се разделат, односно разведат, децата тоа го чувствуваат дека се оставени и они повеќе родителите не стануваат идеал, напротив, некој кој што ги оставил, некој кој што ги разочарал и го доживуваат многу потравматски него самата смрт. Секој развод на бракот ќе остави некаква трага врз децата. Сега, кои се првичните реакции на детето кога тоа ќе разбере дека разводот е на повидок? Знаете како? Децата се многу интуитивни. И они разбираат дека нешто се случува уште многу пред да дојде разводот. Науката вели дека за да дојде до развод имаме бар година до две, најмалку дисфункционален брак. Дека не започува од моментот кога партнерите ќе се појават на суд, односно кај адвокатот. Така е. Емоционалниот развод започнува многу порано. Партнерите се туѓени многу порано и она кое што морам да го напоменам дека како водечка причина за постоење на развод, односно пристапување кон развод, најголема причина од сите е оттуѓеноста на партнерите или алиенацијата на партнерите, кога они веќе не општат, кога нивниот степен на комуникација е врзан само со една дисфункционалност, едни прекорувања, постојани карања, кои што се најчесто пред очи на децата. И децата знаат дека нешто не чини уште многу пред да се случи самиот развод. Чувствуваат ли, не знам, можеби страв дека ќе се раздвојат родителите? Така. Па, знаете како, кога размислуваме на развод, може да размислуваме како и кога почеток на некаква си болест. И обично кога, ние сите сме имале прилика од нас, нели, можеби некој полесна болест, некој потешка, дека прво е моментот на шок, дека ние сме затекнати, дека да, ова нас не се случува, од толку луѓе на свет нас не се случува. И да, и децата реагираат најпрво шокирачки, дека едноставно што ќе се случува сега, што ќе се случува утре со мама и со тата, како ќе одам јас утре на училиште, како мене ќе ме прифатат врсниците, како јас ќе кажам дека ова што до сега го криевме дома, јас треба да го кажам јавно. Бидејќи знаете како, кога кавгите се на ниво на семејство, ние умееме да ги покриеме. Ние умееме да тоа едноставно не го представиме пред општеството. Меѓутоа, кога се случува разводот, тоа е нешто што ние автоматски излегува на површина. Сите се свесни дека ние се разведуваме. Сите ќе знаат дека мама и тато повеќе не се заедно. Така што после тоа нози низа на моменти каде што е на пример потоа негацијата, феноменот на негација, не, они нема да се разведат, они сепак се сакаат, они ме сакаат, нема да се случи ова. Ќе најдат начин, едноставно не прифаќање на состојбата и барање надеж дека нешто ќе биде. Додека да се соочат во една фаза каде што веќе, нели, партнерите се веќе на суд, веќе едниот е тужител, веќе едниот е тужен, кога децата сваќаат јачината на разводот и кога настанува таа дезорганизација во домот. И дезорганизацијата во домот, ние кога разговараме за деца, нели, тоа е широка
група на врсничка група, сакам да кажам, тоа е од 0 до некои си 20 и кусур години, така што сите различно реагираат, меѓутоа најбурно, најстресно доживуваат предшколските деца и децата кои што се во адолесценцијата. Значи за нив е всушност најтешко да се соочат со фактот дека нивните родители ќе се разделат. Да, и статистички бројот на разводи е највисок тогаш. Иако, нели, за секоја земја има релативно различна статистика, културолошка, нели, природа на самата земја, нели, како го доживува бракот, односно како го доживува разводот, меѓутоа една, да речам, груба поделба би било ова. Но на која возраст децата пак најлесно може да прифатат една ваква промена во семејството? Од семена, нели, разделба на семејството? Така. Најлесно. Нема. Дали кога децата се многу мали и не разбираат? Децата кога се многу мали не разбираат вербално што се случува, меѓутоа интуитивно не чувствуваат, они чувствуваат вознемирена мајка. Да не забравиме дека мајката уште од нулта денови кога ќе го земе или детето во рака, незината смиреност или несмиреност делува на детето и така. Така што нема идеална возраст да се разведат партнерите ако нели алудираме кон тоа. Меѓутоа нормативните кризи, очекуваните кризи се највисоко изразени кај предшколските деца и кај адолесценцијата. Значи самото семејство кое што во своето, да речам, нели градење има едно предшколско дете, тука имаме значајна побарувачка. Самото дете има многу побарување. И најчесто партнерите тука и највеќе се разведуваат. Тука највеќе се разведуваат зашто ова дете има сериозни побарувања. Бара да скока, да стане постојано, да се енергичен околу него, да го, нели, да бидеме со него, да не падне, да не се повреди и слично, а за разлика од тоа адолесценцијата е бура на хормони и адолесцентот посекако, да речеме, многу работи на ден го нервираат самите по себе, а не па да разбере на ваква, да речам, токсична средина, односно дисфункционална средина, и тука и партнерите многу полесно се караат, заради тоа што побарувачката од страната на децата кон родителите е повисока. Споменавте дека родителите често пати се караат и пред децата. Вела дека кај разводите почетокот всушност е најтежок. На што треба да внимаваат во тие моменти родителите? Како да изгледат разговорите доколку дома е тензично? Така. Доколку е конфликтно? Да смеат ли да се расправат пред своите деца? Смеат ли да зборуваат за своите емоции со своите деца? Така. Она што за жал во пракса се гледа е дека само некои си 20 до 25% од купниот број на разводи тие партнери успеале на некој функционален начин да го прекинат нивниот дисфункционален брак. Односно да се разведат нешто прекле тоа на цивилизирана културен начин, без некои посериозни травматски искуства кај децата. Меѓутоа, она што во пракса се гледа е дека родителите, поради тоа што они се баш имаат висока степен на виолентност меѓу нив, на раздразливост, они не бираат зашто ќе се скараат и они немаат капацитети да имаат една хармонична релација пред децата и обично не се караат за се. Па малта никога се носи дете на училиште, кога дете игра и ние ќе каже ти не играј сега на плоч, што правиш ти на плочките, мајката ќе каже добро да големо чудо на плочките, и они ќе почнат се караат како требало или не требало да се игра пример на плочките. И тоа прерасна во една сериозна бура на емоции, во една сериозна стресогена ситуација, која што најчесто завршува да они се преплавени, се сеќаваш ли ти 2005, 2020 и слично, нели, навраќаат моменти како кој не послушал кого, и обично таа разрешница, нели, е пред очи на децата и децата, она што се случува во детското мозоче, е дека јас да не седев на плочките, они немаше се караат. И се случува да почуваат да чувствуваат вина, дека се тие одговорни за разделбата. Е најзастапената емоција кај децата, и ова морам да го сериозно нагласам, е чувството на вина. Заради тоа што родителите дезорганизирани во тој процес, без некои посебни снаги за да, нели, го издржат овој период, они малтане децата ги земаат како сојузници. А децата не се возрастни личности, децата се деца. И они немаат капацитети да одговорат на нивната лојалност. Родителите најчесто бараат и лојалност. Како ти ти ќе го сакаш, пример, мајката или таткото ти кога она не остава. Они бараат поддршка во децата. И она што топло го советувам на партнерите кои што веќе се наоѓаат во ваква ситуација, сите знаеме дека тоа е исклучително тешка фаза во животот на сите, бидејќи јас пак ќе кажам, за да можеме да разбереме што се случува со децата, мораме да разбереме најпрво што се случува со родителите. Идејата кога ние стапуваме во брак,
кога, нели, одиме пред тој олтар и подпишуваме. Од толку пример жени на светот ми избрале мене. И сега од толку жени на светот сум оставена јас. Моментот е дека бракот, ако значи дека ние сме избрани, дека ние имаме група на припадност, дека ние припајаме некаде, дека некој од толку нели не избрал нас, разводот е дека од толку луѓе кои што се во брак, јас сум оставена. Или јас сум оставен. И тоа е сериозна болка, сериозна социјална загуба, бидејќи исконската човечка потреба е да припаѓа. И онаа фаза која што се случува со едно доенче, со една мајка, нели, при нулта денова, јас пак ќе се навратам, нели, при самото раѓање, е дека детето има исконска потреба да припадне. Оно припаѓа на мајката, припаѓа на таа дојка која што му дава млеко. Човечката потреба да припаѓаме, да бидеме врзани, да имаме една припадност која што ние натака низ целиот наш живот ја бараме. И она што ќе го видиме ние во пракса и го гледаме е дека обично кога партнерите ќе се разидат, автоматски детето или децата, нели зависно колку деца бројува семејство, како да стануваат многу приврзани со родителите. Онаа партнерска потреба да бидеме врзани, а не сме врзани со партнерот, си го зимаме детето. Малтене детето ни станува сопружник. И почињаме, и обично така, културолошки мајке ти ќе кажат тоа, она мене ми е најдобра другарка. Да, јас се согласувам. Девојка која што е зрела и порасната, која што нели не спаѓа во таа детска доба, што е нели над некоја си 20 и кусур годишна возраст, и да биде пријателка со мајката, тоа е извънредно. Тоа се исклучителни капацитети на мајката и на ќерката. Меѓутоа, ако вас ви каже мајка, има ќерка на 10 години, мене она ми е најдобра другарка. Тука малце, да речам, детскиот психијатар или адлутниот психијатар, малце ќе осети нешто што шкрипи. Не сме дете да биде најдобар другар. Ние го сме најдобри другари, тогаш не сме авторитети. Бидејќи еве ние си имаме сите пријатели, ние знаеме. Мене пријателот не сме да ми каже што да правам, не сме да ми постави правило. Ја и пријателот заедно ги поставуваме правилата. Треба да бидеме пред се родители, а потоа пријатели. А во дисфункционалните бракови, заради таа отуѓеност, таа алиенација меѓу партнерите, ние ќе видиме дека децата стануваат како малтене веќе премногу приврзани. И обично тоа дете кој што на пример е приврзано со таа мајка каде што има татко што е одсутен на пример на таква ситуација, ние ќе видиме дека мајката ќе се земе ќерката како еден коалиционер во развод и ќе они двете ќе нема да сака да го видат повеќе овој човек кој што на некој начин се оди. И тинеџерот потоа нема да сака да комуницира со родителот, да речеме кој што го напуштил семејството, понекогаш може и мајката да биде, нели? Сигурно, да. Јас дадов едно најкласично сценарио бидејќи од вашето искуство, од праксата. Да, и обично и во светот статистиката вели дека некаде 70% од разводите се потегнати од страна на жена. Така што обично жените се тие кои што кај вас знаме дека нешто не им се допаѓа и само 30% од разводите се иницирани од страна на мажи. Така што за тоа и нели почесто се го давам овој женски пример, него машкиот пример бидејќи културолошки е многу позастапен. Како да се разговара со детето дека ќе дојде до развод? Дали треба и двајцата родители да бидат вклучени во таа дискусија? Што се треба да се каже? Треба ли сите детали да се откријат што довеле до оваа одлука? Да им се објасни се? Марија, ова е исклучително важно прашање што го поставивте и ова е нешто на кое што баш би сакала да обрнам посебно внимание. Вие напоменавте дали треба се да се каже пред детето. И ние обично на родителите кога ги советуваме дека баш и не треба се да се каже, они ќе кажат па како јас сега ќе кријам од мој дете. Мој дете се треба да знае. Пример, ако причина за развод е во партнерска врска, мора да знае. Пример, ако причина за тоа е дека имало насилство или слично, мора да знае. Апсолутно не мора да знае. Тоа не значи дека ние го лажеме нашето дете ако не му соопштиме се. Напротив, тоа значи дека го поштедуваме. Децата не треба да слушнат се, не треба да знаат се. Она што треба да слушнат децата е дека причината за развод никако не е поврзана со нивното однесување. Пошто јас пак се вратам на претходниот аспект што го разговаравме. Децата имаат чувство на вина. Да немаат чувство на вина. Ние тука сме должни како возрастни луѓе да им објасниме дека они се безпрекорни деца кои што имаат исклучителни капацитети, меѓутоа ние возрастните поради низа на околности сме се разиделе со нашиот партнер. И не се они виновни што овој развод се случува. Тоа е нешто што е есенцијално важно да им го покажеме на децата. И да разводот не им го представиме дека е најголемата трагедија што може да го затекне еден човек, напротив, дека на овој начин
партнерите повеќе нема да се караат, бидејќи пред детето може да се разговара, да му се каже. Подолго време гледаш дека не се согласуваме јас и таткото, и подолго време гледаш дека ова едноставно не функционира меѓу нас. Не сакаме да имаме кавги, не сакаме да се караме повеќе, ние сме возрастни луѓе. Секогаш ќе бидеме присутни за тебе кога и да ти треба. Значи да објасниме пред детето дека ние не исчезнуваме од нивниот живот, особено нели ако родителството биде доделено на едниот родител. И ако нели има различни типови на проговориме за тоа. Да, сигурно тоа е многу важна тема. Меѓутоа ние сме должни да кажеме дека не исчезнува едниот родител и дека родителството е доживотно. Пошто и ние кога разговараме за развод, ние велиме развод на партнери, не на родители. Бидејќи родителството е нешто кое што не можеме да се разведеме. Еднашка родител, секогаш родител. Доживотно родител. Доживотно родител. Но по пракса можеме да забележиме и поинакви примери. Се случува по разводот еден од родителите да изгуби интерес, контакт со своето дете, не секогаш по негова желба, но понекогаш и тоа се случува. Но што со детето, и ве споменавте, доколку тоа чувствува вина за разводот и по разговорот перзистира истото чувство, не се менува. Што треба да се преземе? Знаете како? Мора, кога гледаме дека детето ни затајува, ние мораме да му обрнеме посебно внимание. Она што велите, колку и да ние разговараме дека нема чувство на вина, да му нагласиме дека нема. И тоа можеме ние со нашето однесување да го направиме. Конкретно детето не бара посебен доказ, не бара посебен, како да кажам, една, да речам, систематизација да му направиме на детето за неговите одговорности или неодговорности. Не, напротив, ние треба како родители, пак ќе кажам, во низата препирања што ги имаме со партнерот, да пробаме максимално да го исклучиме детето. Значи, дури да, пример, ете, еве уште некој пример, чисто за да може подобро да се разбере ова. Ако, например, еве, мајка и таткото го носе детето во градинка, таткото ја заборавил торбата од градинката, нели, што требало да се однесе кај воспитувачките. И сега е сцената, ти ја заборави, ти не мислиш ништо на твоето дете, ти не правиш ова, ти не правиш она. И са повозрасното дете што оди на училиште го слуша ова. И си вика, еве јас да ја земав торбата за градинка, они немаше се караат. Или ова дете кое што е, да речам, можеби уште доенче и оди во градинка, почнува да се вознемирува. Значи ние индиректно ги вознемируваме децата. Овие секојдневни ситуации да ги исклучиме. Бидејќи овие ситуации ако се исклучат и ако ние само се караме со партнерот на ниво кога седиме на кафе надвор од дома или кога се караме дома, а децата не се тука, они нема да имаат чувство на вина. Али ако ние користиме секоја прилика кај што детето е вклучено или детето иде на карате, примери, мајката сега му кажува ајде сега гледаш дека касниш ти за карате, гледаш сега јас ќе го однесам, добро, не ти ќе го однесеш, они се караат пред очите и автоматски дека детето ќе рече ја боле да не идев на карате. Ја се ради карате во видео ни што прават, автоматски така да го доживува тоа детето. И ако ние се караме од друга страна му викаме дете ти не си виновно. Никако не си виновно. Ние праќаме двојна порака, правиме конфузија во детското мозоче. И тогаш вербално што и да говориме, бидејќи знаете како, децата своевидно се на наша реплика или наш коректив. Така што децата учат од нас. И ако ние им праќаме целиме двојни пораки, ние освен конфузија не правиме ништо друго. Доколку дома постојано постојат конфликтни ситуации, се случува ли децата понекогаш да почувствуваат олеснување? Кога ќе разберат за одлуката дека ќе следува развод на бракот? Кај повозрасни деца да. Кај повозрасни деца да и јас зашто и на почетокот го компарирав разводот како се една болест, заради тоа што за нив тоа е крајна на хронична болест. Разводот, односно да речам предвестието на разводот, многу по своите карактеристики многу наликуване на хронична болест. И автоматски кога веќе доаѓа до таа разрешница, односно партнерот си оди, едниот од партнерите си оди, повеќе нема да речам тензични состојби дома, детето чувствува олеснување. Меѓутоа, неговиот нервен систем на некој начин е навикнат на еден екстра кортизол и се случува да детето после тоа да јави симптоматологија од типот на панични напади, од типот на анксиозност, препатување и слично, срцебиење. Всушност тоа се моментите кога детето било навикнато да ги слуша, кога било навикнато да ја трпи таа тензија дома. И страшно е колку ние како родители знаеме да бидеме себични пред нашите деца. Да проговориме и за разводот и губењето на блискоста со еден од родителите. Што значи за детето кој што живеело во заедница, во семејство, одеднаш да го изгуби контактот со еден од родителите? Јас пак ќе кажам, јас не верувам дека тој губиток на контакт е одеднаш. Најверојатно едниот партнер бил доста отсутен или па да стигнало до моментот на развод. Меѓутоа,
Оно што е страшно и се случува е тоа што и вие, Марија, го напоменавте, рековте никогаш и не пожелба на едниот родител се случува да не може да си го види детето. Манипулации. И оние манипулации кои што јас пак се осветуваат на таков начин еден на друг. Да, и обично нели ако едниот партнер, особено нели ако веќе има формирано, да речем, друга вонпартнерска врска, особено е тука изразено заради тоа што на некој начин или еден партнер доживува дека е сега он е среќен или она е среќна со друга, а јас сум сама. И во тој случај детето го превзима како сојузник, односно како партнер, и ние две или ние двајца или не е важно нели како, ќе се избориме против него. И автоматски на детето му сервира се од типот на не знам, ова се случило, тоа се случило. Прави сакајќи несвесно и можеби и свесно, нели тоа е страшно колку разводот прави една дезорганизација на личноста. Прави да едноставно детето чувствува одбивност, чувствува гадење од овој родител и едноставно не сака да го види. И друга една работа е што обично децата се идентификуваат со родителите и идејата е дека ако пример мама не остави нас, односно го остави тато, она најверојатно ќе не остави нас, она не треба повеќе во животот. Или ако нели тато не остави нас, тој човек повеќе не вреди, пошто разводот многу често се споредува со оставање, како трајно оставање, што не е баш така. И особено нели ако на детето му се сервираат некои детали кои што навистина не се пријатни, не се вкусни за нас возрастните, а не па за детското мозоче, тогаш апсолутно детето ќе го отфрли овој родител. И јас би рекла дека ова е страшно, бидејќи нели вие ме прашате дали е страшно, да, страшно е, заради тоа што ние сме имале право да го избереме овој човек или оваа жена. Ако ние сме имале право, кој е нашето право да му го земеме овој човек или оваа жена на нашето дете? Ајде да проговориме за старателствата, бидејќи некако се надоврзуваме логично и доаѓаме до таму. Кога се разведуваат партнерите, обично, барем таква е практиката кај нас, еден е старателот, значи еден родител го добива детето, најчесто мајката, другиот плаќа алиментација. Кои се добрите, а кои се лоши страни на овој тип на старателство, би рекла? Бидејќи има уште еден модел кој што ќе го разгледаме, тоа е заедничкото старателство, кога и мајката и таткото се подеднакво присутни во животот на децата. Јас повеќе би се фокусирала ако релацијата на партнерите после разводот е добра, тогаш многу не минува дали технички мајката или таткото го усвоиле старателството. Меѓутоа, она што и така минува е бидејќи знаете како вас судот може да ви каже, вие Марија сте родител, вашиот сопруг, односно претходен сопруг веќе не е. Меѓутоа, ако вие добро функционирате со претходниот сопруг, тука нема правила, вие дозволувате на детето, да, постои договор и никој едно социјално нема на светот нема да се замара дали вие навистина сте 2 дена или 5 дена со вашиот син или вашата ќерка. Меѓутоа, пострашно е, пак ќе кажам, дали после тој, да речам, формален развод, бидејќи нели пред самиот развод има многу низа на аспекти, најпрво тој емоционалниот, дали е разрешен добро? Ако е разрешен добро, тогаш типот на родителство не менува, бидејќи се е на база на договор. Ако ние се договориме дека детето ќе биде 3 дена, 4 дена, 5 дена кај нас и тоа е функционално и се слушаат, бидејќи знаете што е најлошото сценарио од искуството на паровите и на децата, кога партнерите немаат никаква комуникација, кога родителството е доделено на едниот родител, а другиот родител има пример право, нели, неколку часа или некој викенд да го гледа детето. И тогаш што се случува? Они не се во комуникација и на пример детето му сервира на едниот родител, пример мама ништо не ми дава, на таткото тоа му вика на таткото, на таткото односно обратно на мајката вика таткото ништо не ми дава и они немаат контакт и едниот дава и другиот дава, автоматски детето има тенденција бидејќи ако станува збор за финансиски средства има поголеми шанси да почне да злоупотребува некакви супстанции или да конзумира алкохол или било што или да ги троши парите нерационално. И нема контрола, просто тој систем како да нема контрола. Или обратно, ако уште толку е детето, да речам, ја злоупотребува таа ситуација, бар едно од едниот родител што знае дека е дозволено, пошто нели, они имале дисхармонија и така како предостаса тој брак. И тука веќе станува збор дека детето го учиме да биде манипулативно. Значи, ние му даваме идеални шанси на детето да не манипулира. И тоа е, да речам, worst case сценарио. Тоа е најлошото сценарио што може да се случи меѓу партнерите. А ако станува збор, на пример, за семејно насилство, кој што
постоело во семејствата и кое што е прекинато, односно разводот служи за се прекинато семејно насилство, во тој случај еднородителскиот систем е идеален заради тоа што на некој начин го тргаме детето од насилникот, без разлика дали тоа било мајката или бил таткото. Така што многу е значаен контекстот што тука се случува, кои се причините, која е позадината, кои се причините, која е комуникацијата нивна, бидејќи вака нема идеален и конкретен одговор нели што би било за детето најдобро. Но во вакви случаи понекогаш детето треба да се изјасни со кој родител би сакал да живее. Што значи тоа за детето да одбере? Да, и тоа обично нели тоа се случува на ниво на социјалните служби кога детето бира родител и што е доста неблагодарно. Нели тоа не е блузичка, па треба да се одбереме која ни стои подобра. Многу тука е уствари се случува баш она што ви го напоменав и претходно, како докажување на лојалноста. И обично децата ги бираат оние родители со кои што го поставиле тој, да речам, тоа сојузништво. Ако се сеќавате претходно, на пример, ако таткото бил одсутен, мајката си го усвоила детето како нејзин брачен партнер, нејзина другарка, нејзин другар и слично. И обично ова дете ќе се избере другарката. Нема да го избере нели тој кој што бил одсутен. И обично децата го бираат оној родител кој што де факто има поблизок, кој што повеќе ги задоволува нивните емоционални потреби, кој што е многу пореспонсивен за нивните потреби. Така што тоа е една, да речам, од меѓутоа не е тоа сепак толку наивен процес, бидејќи нели тука има и психолошки служби кои што проценуваат дали нели тој родител кој што детето го бара е навистина добар за него, бидејќи никогаш се случува да и некои од родителите не се способни да негуваат дете, меѓутоа така добро го онеспособиле и детето да они стануваат како идеал за детето, па детето се преклонува иако не е најадекватниот родител кој што треба да го има. Така што и тоа е доста комплексно. Сигурно представува и голем притисок за детето. А кога станува збор за онаа иницијатива за заедничко старателство, значи детето би престојувало подеднакво време и кај мајката и кај таткото. Значи една недела да речеме кај мајката, една недела кај таткото. Кои се предностите, но и негативните страни на овој концепт? И еве веднаш јас ќе напоменам нешто што е голема дилема за повеќето родители кои што се одлучуваат да се развелат, како ќе изгледа детето да нема постојано живеалиште. Дали тоа здраво за неговата психа? Една недела да живее кај мајката, една недела да живее кај таткото. Децата се со исклучителни капацитети и децата промените, па можам да кажам дека до некој начин и многу полесно ги толерираат од нас возрастните. Пластичноста на децата е многу поизразена и не е штетно да детето нели мигрира од едно во друго семејство. Особено ако станува збор за вакво родителство, претпоставувам дека родителите добро се разбрале, односно дека постои добра комуникација меѓу нив и дека манипулативноста на детето би била многу помала него во оние родителски системи каде што нели они немаат комуникација меѓу себе, детето бира што ќе пренесува, како ќе пренесува и како ќе се однесува. Секако дека нели не е лесно да постојано се пробиваат граници. Сега живееме тука едни правила во овој дом, после тоа други правила и некако конфузно е. Навистина е вака специфично. Меѓутоа ако партнерите се договорат дека истите правила ќе важат и во мојот дом, и во домот на оној партнер мој со кој што јас се разведувам, сигурно дека за детето можеби би било овој добро идејно решение заради тоа што ние ќе знаеме дека ова дете ќе припаѓа и на мама и на тато, односно загубата нема да биде. И особено да не забравиме дека нели има семејства кај што има и повеќе детни семејства кај што има повеќе деца, значи имаме губиток на сиблинг, ако пример ќерката доделена на мајката, синот е доделен на таткото. Така што колку што можеме да ги намалиме загубите кај децата, тоа е многу мокно. Тоа зборува за нашите капацитети како возрастни луѓе. За заедничкото старателство има еден концепт наречен гнездо, кога децата живеат во домот, а родителите се менуваат, мигрираат на една недела. Што пак велите за тој пристап? Дали можеби тој пристап е најдобар за децата, а можеби најкомплексен за родителите? Па можеби за тој не се одлучуваат на некоја таква варијанта. Да, и овој последниот модел што го напоменате навистина извонреден, меѓутоа е тежок за родителите. И можеби е повеќе застапен во високо развиени земји, во земји каде што и финансискиот аспект е подобар. Така што кај нас, ако реално разговараме,
разводите се врзани со неплаќање на една обична алиментација, не така. па да правиме молба за нешто повеќе. Така што многу е важен нели контекстот и свеста на луѓето. Ние не може да се пофалиме дека сме високо развиена земја, нели, и дека нудиме вакви разводи се чести. Јас можам да кажам дека во моја пракса не сум имала ваков пример. И би сакала да можам да го видам нели баш како тоа изгледа, а можеби не биле на терапија зашто функционирало добро. Меѓутоа звучи најдобро за развојот на децата. Тоа значи дека децата си остануваат да живеат заедно, бидејќи да не забравиме кога ги разделуваме децата, особено тоа е нели високо често кога е различен пол, нели синот обично оди нели кај татко, ќерка кај мајка. И да не забравиме дека детето освен што губи еден родител, губи сиблинг, губи некој кој што му е и како социјално многу значаен и со кој што првите социјални вештини ги стекнал. Така што колку што можеме како родители да дадеме се од себе, да можеме да им дадеме на децата да имаат подобри услови. Да проговориме за она што представува голем проблем за децата по разводот. Еве, се случува да се преселат, да отидат под кирија, значи од поголем дом во помал дом. Потоа алиментацијата отсуствува понекогаш, споминавте дека има и тужби за тоа. Родителот што треба да ја плати, не ги дава тие пари. Така е. Дали се тоа доведува до продлабочување на гневот кон еден од родителите, па и поврзаноста кон оној родител кој што го добил старателството? Што ова значи? Финансискиот дисбаланс кој што се случил во еден момент, крах. Така. Финансискиот аспект во модерното живење е многу важен и тоа не значи дека нели ако размислуваме на тоа дека сме ние материјално нели насочени, напротив, тоа што порано во водомнешнината биле пештерите, сега се становите. Така што апсолутно дека луѓето мора да размислуваат рационално дека нели од денешно време ние живееме со помош на финансиите. И она што морам да го напоменам е дека ова со алиментацијата е сериозен проблем и обично изгледа од страна на тој што нели е остава или нели кој што заминува од гнездото, односно од семејството, да можеби и за инат не сака да плаќа, заради тоа што се вели сега ти ќе ми го земаш детето и па јас нема да ти давам пари. Тоа технички така изгледа најчесто. Да речам, кога ќе ги прашате тие родители, а некогаш се случува да навистина партнерите ќе си одидат од животот на детето и едноставно повеќе тоа го смета дека ако нели таа жена или тој маж веќе не го сакаат, па и тоа дете веќе не им треба. За жал се случува и тој пример. И мораме да кажеме дека не сите луѓе се родени да бидат родители и она кое што е ќе го искористам, можеби не во контекст на прашањето, но е многу важно да го знаат луѓето, дека 70% од жените имаат мајчински инстинкт. 30% немаат. И тоа е правено во посебен универзитет во Америка, каде што се докажани овие работи и сакам поентата ми е дека не секогаш и мајката знае да биде идеална добра мајка, а да кај мажите да не го кажам процентот бидејќи е доста висок, односно тоа какви родители се. Така што не секогаш нели идеалот за мајка е дека тоа е некој кој што е пожртвуван, кој што себе направил за своето чедо и слично. Некогаш и мајките знаат за жал да ја злоупотребат постоечката ситуација дека има дете, па преку детето да пробаат да изнудуваат средства од партнерот и обратно. Значи мажите да бидат многу сурови кога станува збор за нивното дете. Да ги вклучиме гледачите во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци, почитувани од овој момент емисијата е контактна, разговараме за влијанието на бракот врз детското ментално здравје. И токму во таа насока продолжуваме. Дали родителите по разводот би требало да се договорат, да бидат и малку построги, бидејќи обично се соочуваат со една ситуација кога споминавте детето почува да манипулира, па тие стануваат и попопустливи, па ќе дозволат да се јаде и благо и да се легнува доцна и можеби не знам да не се прочита лектирата, повеќе време на мобилен телефон и слично. Што значи тоа за психолошкото здравје на детето? Доколку најде една ваква попустливост од двете страни? Да. Морам да напоменам дека разводот сам по себе не е една нормативна, не е една очекувана криза, него акцидентална криза. Родителите не се во состојба да градат правила тука. Тоа сакам да кажам. Нивните снаги се разнишени, нивната личност се разнишена, нивната дезорганизација на највисок степен. Особено што пак ќе кажам, со загуба на близок член, со смрт на близок член, околината има разбирање за нас.
свесна за нашиот губиток, ни помага, не сожалува и слично. За разлика од тоа, кога сме под развод, напротив, уште толку сме осудувани, како не успеа да останеш да си го сочуваш бракот ради децата. Значи се слушаат најразни коментари од страна на околината. Разводот никогаш не е добро дочекан, никогаш нема ритуали да се оджали и би било навистина неблагодарно да се каже дека ова е период кога родителите ќе бараме снаги од нив да имаат капацитети како да постават правила. Меѓутоа, топло им препорачувам на родителите кои што го поминуваат овој болен процес, колку што може повеќе да ги сочуваат веќе постоечките правила. Значи веќе постоечките правила и колку што може времето кое што го прајаат со нив да биде поквалитетно, во смисла, ако поминуваат во моментот, ако се физички присутни со нив, тоа време да им го посветат. Да не бидат отсутни кога седат со нив. Да не биде тоа време кога не се на телефон или прават нешто друго, напротив, да поминуваат и да разговараат со децата, да ги прашаат како се чувствуваат. Треба децата да зборуваат за тоа што го чувствуваат? Треба, секогаш. Децата најважно да се слушаат, бидејќи деца што не говорат се под највисок ризик да развијат симптом. Ке ги вклучиме гледачите. Добар ден! Добар ден за првиот гледач во денешната емисија. Уште една можност за гледачот. Добар ден! Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам. Само еден голем поздрав за докторката. Благодарам. Се воваме од Неготино, може би че и текни не сме нивни редовни пациенти и се работи за нашето дете. Ние имаме еден прекрасен, добар пристап од нејзина страна како советување и сите тие работи пропратни што одат на влијание на детето. Ние сме родители, може би че и текне на самата докторка, не е битно да упатиме еден голем поздрав пред се една личност со големо срце и душа. Ви благодарам што се вклучивте во програма и што ви упативте комплименти на нашата гостинка. Докторке, што значи за детето доколку непосредно по разводот еден или пак двајцата родители склучат нова брачна заедница? Па сега доколку дојде нов член во семејството, значи полубрат или полусестра, или пак веќе тој партнер има деца од претходниот брак. Така. Што значи тоа за нивното ментално здравје и за треба ли тоа веднаш да се случи, треба ли да се почека, што советувате? Искрено советувам кога веќе се формира, бидејќи најголем дел од разводите од кога ќе настапат следи еден период, нели, релативно различно е кај сите индивидуи, меѓутоа настапување на повторен брак. И у пракса тоа го гледаме, дека луѓето обично кога ќе се разведат, после тоа следи дали можеби официјален брак повторен или една брачна заедница, меѓутоа луѓето имаат капацитети да продолжат пак. Тоа што им го советувам на оние кои што продолжуваат пак или стапуваат во една повторна брачна заедница е дека со имање на дете треба да се почека. Заради тоа што науката вели дека барем 1 година до 2 му е неопходно на детето да се реорганизира, да се врати во една првобитна позиција во која што ние сме го раздишале и да најпрво му објасниме на детето дека ние имаме друг партнер. Тоа сме ние должни да го направиме. Бидејќи тоа ако го слушне од претходниот партнер или слично најчесто би имало некој грешен контекст. Значи ние сме должни да кажеме дека без разлика што пример веќе него сакаме тато, сакаме друг тато, односно сакаме друг маж, дека едноставно ние не го ставаме него или не, напротив ние стапуваме во една друга врска, меѓутоа ние сме секогаш тука достапни за него или за неа. Од тоа сме ние должни да го направиме. Новоформираните семејства, морам да напоменам дека се базираат на загуба. Разводот како циклус животен е загуба. И она што би сакала да го компарирам е друго е да вие градите на чист терен, друго е да градите од каде што нишел земјотрес. Сигурно дека имате многу повеќе што да исчистите пред да почнете да градите него кога градите врз земјотрес. Сакам да кажам дека сите семејства кои што се формирани врз загуба прво имаат многу поголем ризик да се распаднат повторно. Друго, со самото тоа што се градени врз база на загуба, партнерите имаат болка, им треба да се реорганизираат. И многу е невкусно ако веднаш после период на дезорганизација се роди нов член. Ние немаме капацитети да одговориме на новиот член. Така што најдобро е да се почека некој извесен период, па тогаш да се планира ново потомство и тоа да му се секако соопшти на детето со време,
за да детето биде спремно и да ова дете кој што ќе се роди не се представи дека ова е твојот непријател кој што ќе ти земе се, него ова е утре некој детенце кој што тебе ќе ти прави друштво, ќе си играте заедно, нели во зависност од возраста на детето и да се прикаже како еден пожелен член кој што нема да го таргетира веќе постоењето на претходното дете. Доколку кај детето сепак се јави анксиозност и депресија поради неможноста да ја прифати новонастанатата ситуација, дали треба да се обратат родителите кај психолог, кај психотерапевт, кај детски психијатар заедно, значи со своето дете да појдат или пак се работи засебно, само со детето? Јас секогаш им советувам на родителите најпрво да дојдат они. Аха, најнапред тие. Тие. А не детето? Не. Најпрво тие. Заради тоа што она што можам да го кажам како детски психијатар е дека децата јавуваат симптом кога нешто се случува кај родителите. Најчесто. А најголем број од симптомите кај децата потекнуваат од самото семејство. Така што, многу е важно да ние со родителите најпрво разговараме што тука се случува. Па најчесто родителите ќе кажат па да, ние кога ќе почнеме се караме, она пример ја почнува да боли желудникот. И што знам пример кога ќе почне да ја боли вашата ќерка желудникот, па тогаш ние 20 одиме кај ние се прашуваме пример Мила како си. И тогаш ќе викаме леле јас ќе ти донесам апче, јас носам нешто да го згреам стомачето. И на некој начин кога нели професионално го слуша ова, ние знаете што слушаме, дека детето јавува симптом, го боли стомачето со цел да го пресече она кое што дома се вика конфликт и да они веќе не се караат и они се насочуваат дека не заболи стомачето, они стануваат хармонични како никогаш досега, едниот топли шише, другиот носи апчи и слично и доаѓаат заедно со детето на терапија. Автоматски детето служи да ги повика да они заедно дојдат на терапија. И ако вакви симптоми се чести кај детето, тогаш зошто би детето го изложувале на психотерапевт или на психијатар детски? Нема логика. Тогаш најдобро да разговараме со родителите и да ги учиме како да детето добие внимание, а да не биде на патолошки начин. Често можеме да слушнеме како брачи партнери велат, останавме во брак заради децата. Да. Треба ли да се остане во брак заради децата? Да, и може би е невкусно што се насмеав, меѓутоа тоа е најдоброто алиби кој што го имаат родителите. Останување во дисфункционален брак и секојдневно изложување на дете на кортизол, на стрес, на една хаотична средина, автоматски не е добра за детето. И ние, освен што сме му го попречиле еден очекуван психофизички, психомоторен развој на детето, ние не сме направиле ништо друго. Така што останување во брак заради децата е можеби на некој начин алиби да едноставно си простиме за тоа што сме немале храброст да побараме поинакво решение. Инаку, разводот, јас пак ќе кажам, не е најдоброто што можете да го изберете, сигурно, не е најгениалното решение за сите проблеми, меѓутоа, ако вие веќе со партнерот немате капацитети да обштите, немате капацитети заедно да го негувате вашето дете, во тој случај е себично да му го крадете детството и да велите дека вие останавте заедно баш заради него. Тоа не прави никаква логика. Проговоривме низ емисијата за краткорочните последици од разводот, но што е со долгорочните? Може ли тоа да остави трајни последици во животот? Детето да копира одреден модел на однесување или пак да развие анксиозност или пак може би да отиде во друга страна па да стане пофлексибилно кон стресовите што ќе следат во животот? Па, зависи колку било предвестието на разводот, колку тоа дете било, да речем, травматизирано или пред и во текот на самиот развод, бидејќи ние знаеме, никогаш разводите може да траат 10 години. Не секогаш партнерите се разведуваат нели на првото рочиште, обично на прво рочиште се разведуваат тие со споразумен развод или тие што немаат деца. Така што остава последици, секако. Би можело да речем дека ние како родители им даваме на децата право, а тоа е, например, дека, нели, јас како родител, ако, например, користам мејкап, сигурно дека мојата ќерка има право да се шминкам. Не е тоа забрането. Ние на децата им даваме право. Ако ние со нашиот сопруг сме разведени, тогаш многу е очекувано дека кога мојата ќерка или мојот син би имале некоја конфликтна ситуација, они би имале право да се разводат.
Еднаш кога разведени родители им даваат право, полесно право на децата да се разведат. И вие ќе видите дека тоа се викаат, ние ги велиме систематичарите, ги викаме тоа трансгенерацијски образци. Дека она што ние го правиме како родители, им го дозволуваме. На некој начин имаат децата дозвола да го направат. Например, ако во едно семејство не е виден развод како модел од страната на мајката и таткото, од страната на баба и дидото, и обично културолошки тие родители знаете како ќе ви кажат: ние пример останавме у брак и ако ова се случи, ако тоа се случи, они чувањето на бракот го имаат како најмокното нешто што го направиле. И ако например нивното дете тука и како страдало од сите тие работи што се случувале, и очекувано дека ово дете ќе нема право да се разведе. Пошто ние гарантираме дека без разлика што се случува, ние останавме во брак. А родители кои што се одлучиле на развод, многу полесно му даваат право на нивното дете утре да се разведе кога нешто не чини. Така што секако дека разводот и како една, како да кажам, акцидентална криза носи последици, и симптоматологијата каде децата, повторно ќе кажам, е најразноразна. И ние како родители, секако бидејќи си ги познаваме децата, мораме да ја препознаеме и доколку ја препознаеме, апсолутно да се јавиме на стручно лице и да побараме помош. Така, значи, доколку се забележат проблеми, доколку се забележат симптоми, задолжително кај стручно лице, советувате кај детски психијатар тоа да се направи? Така е. Така е, бидејќи или не... Да немаат предрасуди родителите, бидејќи кој ќе слушнат психијатар, некако... Така. Има се уште некоја стигма кога се работи за дете и психијатар. Така. Ние во Систина имаме цел развоен центар кој што прави проценка нели дали детето, кој е причинско-последичната состојба што довела до вакво нарушување. Така што ако луѓето не се храбри да директно посетат психијатар, ние имаме цела служба која што предстои, така што може да им кажам да се јават тука, и ако нели се проценти дека е причината поврзана со менталното здравје на детето, тогаш колегите јавуваат, го бараат моето мислење и продолжуваме натака со третманот. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за убавите појаснувања поврзани со оваа воопшто неубава тема. Но сепак мора да се мисли за менталното здравје во текот на разводите, кои што за жал воопшто не се ретки. Така е. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Денешна гостинка во студиото на Телма беше доктор Камелија Симеонова, детски психијатар. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден.